Во моите раце го држам 50-тото јубилејно издание на списанието Лице в лице. Како повод би рекла и на прослава на уште еден прекрасен јубилеј, 10 години од постоењето на оваа организација, која што би рекла сите ја препознавате, кога станува збор за самото едно уникатно и единствено име Лице в лице. Но многу повеќе би рекла за списанието, многу повеќе за работата на уличните продавачи, на функционирањето на непрофитната организација. Разговараме со Маја Раванска. Маја, добро утро и добре дојде во Сака Македонија. Добро утро, ви благодарам. Прекрасен јубилеј, прекрасен повод за твоето гостување и нормално не само да ги подсетиме нашите гледачи, туку и вреди да се спомене што представува Лице в лице едноставно. Така, Лице в лице низ овие 10 години веќе прерасна во едно движење кое што се залага за поеднакво општество, поинклузивно општество, за одржлив развој, за освестување на граѓанското во секој од нас и за преземањето акција, бидејќи никој нема да ни ги заврши работите кои што не болат. Никој нема да ни ги реши предизвиците или проблемите, туку самите ние треба да почнеме да размислуваме кон решавање на проблеми. И самите ние имаме улога како граѓани во тоа и Лице в лице е еден би рекла и платформа која што ги поттикнува и граѓаните, меѓутоа од друга страна и институциите, и компаниите, организациите за заеднички синхронизирани делувања. Од самото постоење на Лице в лице би рекла и ние ја следиме вашата приказна, односно растот и развојот не само на ова списание, туку воопшто и на целата екипа која што успешно толку години функционира, велам успешно затоа што се грижите за оние кои што не се во добра состојба, односно и социјално се загрозени и брекла со здравствени потешкоти, да се еднакво вклучени во општеството во кое што функционираме ние, за да на некој начин и тие го заработат својот денар, односно заработат одредени финансиски средства за да убаво функционираат и нормално функционираат. Многу приказни произлезе, успешни, пријатни приказни од самиот почеток на Лице в лице, Маја. Така, ранливите сограѓани во ова општество долг период немале никакви можности за соодветна поддршка. Лице в лице може би е нескромно да кажеме дека сме меѓу првите кои што го увиделе тоа и решиле дека можат да го менуваат тој начин на делување, дека лицата со попреченост или дека лицата без образование едноставно нема што да бараат на пазарот на трудот, ниту па да бараат нешто да бидат активни граѓани. Не, напротив, ние застанавме за нивниот потенцијал, за тоа што тие можат да го прават и сакаат да го прават. Видовме дека со поддршка соодветна кон нив, тие и како можат и да заработуваат, да напредуваат, да станат одговорни граѓани, да станат вработени луѓе. Имаме одлични примери на поранешни продавачи на Лице в лице, кои што сега се интегрирани граѓани во ова општество, кои што придонесуваат, а не се натовар на системот. Така што Лице в лице се залага за таа активација и на внатрешното, нели на поединецот, меѓутоа и на општеството да му ги покаже решенијата кои што постојат. И наши продавачи се ранливи со граѓани и тоа е така уште од самиот почеток, меѓутоа гледаме дека со една доверба која им се дава на луѓето, тие враќаат 10-кратно. Така, што се вели, не променивте ништо од самиот почеток на вашето работење. Секогаш во секое ново списание обработувате теми кои што се актуелни, кои што вреди да ги прочитаме, но и сте поддржани од многу јавни личности од Македонија, кога станува збор за не само текстовите, туку воопшто и за вашата работа, Маја. Да, тоа ни е многу драго што искреноста на оваа иницијатива платформа наидува постојано не само на аплаузи, тапкање по рамо, туку наоѓа и на едно разбирање и сакање да се вклучат луѓето во оваа приказна. Затоа што си го чувствуваат веројатно и како свое, затоа што гледаат дека можат да придонесат кон ова. И тука најчесто не зборуваме ниту за пари, ниту за некакви дополнителни ресурси кои што ги имаат тие луѓе за да влезат во приказнава, туку зборуваме за тоа дека сака да придонесат кон нешто кое што веруваат дека работи на решенија. Дека се дел од таа една приказна која што го носи ово општество кон поубав
поубав свет, кон поубав живот. Така, многу мина од нив излегле јавно, многу мина што се вели и зад завесите, останале анонимни, но секогаш со истата цел да се поддржи она што е добро. Што е она што е главна цел и мотив на ова 50-то издание на Лице в лице, Маја? 50-тиот број прави едно заокружување на целосната мисија која што стои зад Лице в лице и работата на организацијата Паблик, Асоцијација за истражување, комуникација и развој Паблик, која што е издавач на списанието. Тоа е здружение на граѓани која што го издава списанието, бидејќи Лице в лице не е посебен ентитет. 50-тиот број се ја отвора темата за создавање услови за инклузивни работни места и многу е поврзано со сршта на Лице в лице, со можностите кои што не им биле дадени на ранливите сограѓани за да можат да работат и да заработуваат. И Паблик изминативе неколку години веќе направи една иновативна методологија со која што ги поврзува сите значени ентитети за подобрување на состојбите на пазар на труд и за вклучување на ранливите сограѓани соодветно на тој пазар на труд. Методологијата е наречена социјално менторство и подразбира поддршка, индивидуална поддршка на ранливи луѓе од страна на социјален ментор, кој што е сертифициран, обучен професионалец да работи со ранливи групи и да ги насочува кон пазар на труд. Во исто време се работи со компаниите, со одговорни бизниси кои што гледаат дека и тие имаат и такаква улога во општеството, значи не е само државата таа која што треба да вложува во одржлив развој, во еднаквост и во инклузија, туку и бизнисот има како еден чинител важен во општеството, има и такава значајна улога и тоа ни е драго што оваа програма се развива навистина од долу нагоре и буквално ги знаеме предизвиците од терени од едната и од другата страна и се обидуваме да ги најдеме заеднички решенијата кои што верувам веќе имаат резултати, меѓутоа верувам дека тоа ќе се реплицира се повеќе. Не само вие, буквално повторно ќе споменам целата екипа која што стои зад Лице в лице, се соочивте со голем број предизвици, што се вели и на самиот почеток, препознавањето на уличните продавачи, стекнување довербата кон нив и она што ќе го понудат тие во тој момент, но потоа нели се случи и корона периодот, но останавте на цврсти нозе, односно останавте со двете нозе на земја и продолживте да работите. Дали тоа на некој начин докажува дека ние сме доволно свесни за различностите, бизнисите се доволно свесни за што се вели вклучување на ранливата категорија на луѓе кои што се околу нас, кои што се до нас, живеат и функционираат рамо до рамо што се вели до нас, различно за токму и тие да квалитетно се интегрираат во општеството. Да, има промена од пред 10 години кога почнувавме, кога на продавачите кои што и тогаш беа обучени лица, им беше предизвик да излезат на улица, бидејќи никој не ги ни погледнуваше, ги третираа како да просат, а не да работат. И тука многу вложивме во тоа да им покажеме на луѓето, затоа и правевме многу кампањи за подигање на јавната свест, дека не станува збор за просење, туку за сосема еден поинаков процес кој што луѓето одлучиле дека сакаат да работат, можат да работат и дека ќе го прават тој ќе напредуваат во тие позиции. Од тогаш до сега е навистина многу сменето, меѓутоа имаме уште многу чекори за изодување како општество. Знае да има 5 чекори напред, 6 назад, како што беше на пример со периодот со короната, со пандемиската криза и кои што се уште ги причувствуваме последиците од сето тоа, не само во однос на здравствениот систем и здравствените предизвици кои што секој од нас ги поминува, туку повеќе и во поглед на тоа како се смени тотално пазарот. Значи ние од печатен медиум станавме меѓу ретките печатени медиуми во земјава, а цените и на продукција и на хартија и на сите потребни репроматеријали за да го има производот стана можеби за 40% повисоки. Меѓутоа, ние веруваме дека едноставно не можеме да се откажеме од ова и толку луѓе кои што сме им зборувале за решението, ние први да бидеме тие кои што ќе го напуштат решението. Едноставно имаме некоја водилка која што ја гледаме, светлата точка и тераме натака, имаме истомисленици за среќа во оваа приказна и се надевам дека така ќе продолжиме. Затоа успешно ќе работите. Маја, многу ви предстои кога станува збор за решавање барем дел од проблемите кои што се секогаш актуелни, долго време актуелни и нерешени се уште во нашето општество, но што е она што се подобри? Многу е подобрена свеста на граѓаните,
Според нас е подобрена и соработката, увидено е дека не може да работиме како засебни ентитети. Институциите, граѓанските организации, медиумите, граѓаните, компаниите, да, тоа се посебни ентитети, секој си работи за себе, меѓутоа вистинските резултати се кога имаме мултисекторска соработка. Кога си ги гледаме предизвиците од чевлите на другиот. Тогаш доаѓаме до вистинските решенија и тогаш доаѓаме до нешто во кое што навистина се покажува човечкото во секој од нас. Ви очекува уште многу работа, верувам ја. Да, и тоа е добро да е така. Ако треба да е така, затоа што 10 години се поминати, 50 изданија на лице в лице се, што се вели, испечатени, се со страници пополнети со прекрасни едукативни текстови. Непроменета цена, спомена и ти, да, непроменета навистина цена и покрај сите оние финансиски разлики кога станува збор на материјалите, си останавте едноставно свој на своето. Така можам да ве ословам, односно така можам да кажам кога станува збор за ова списание. А уличните продавачи, мислам дека повеќето од нас веќе ги препознаваме кои се, што се, ги поздравуваме и нормално. Би рекла, јас имам еден таков впечаток. Тоа се луѓе кои што нема да ве пречекаат колку само да ви го продадат списанието, туку се на прекрасна блага насмевка, ќе ве поздрават, ќе застанат за да ви раскажат нивната приказна, а ваше е само да ја слушнете, Маја. Неколку пати сме ги сретнале, неколку пати си имаме запознаено со нив, тие се прекрасни личности. Да, тоа се личности кои што навистина си го подобруваат својот живот вклучувајќи се во општеството. Лице в лице само еден од начините на како може да се вклучат. Зборуваме за работниот ангажман, меѓутоа ги вклучуваме во многу други активности. Многу неретко наши продавачи биле водители на нашите настани кога сме работеле промоции на секој од броевите. И особено важно е што работиме се уште на нивните потенцијали, на талентите, на она што сакаат да го прават во животот и социјалниот ментор, социјалните ментори ги насочуваат кон пазар на труд. Имате квалитетен тим, навистина имате квалитетен тим кој што успешно работи и велики пак за бројката сте поздравени од страна на граѓаните, од бизнес секторот и така треба да остане и кога станува збор за некој момент ти го спомена, не е оставено само на институциите и на државата да го решава проблемот, тука сме сите ние да се вклучиме не како посебни единки, туку како еден целосен систем и едноставно да застанеме зад лице в лице. Да. Тоа е навистина едно од решенијата. Јас ке ти се заблагодарам за твоето гостување. Секогаш добре дојдени и секогаш отворени за соработка кога станува збор за разговарање на овие теми, а особено чест и задоволство ми беше затоа што прославувате навистина прекрасен јубилеј, 10 години постоење и 50-тиот јубилеен издаден број на лице в лице и ќе ги поканиме нормално нашите гледачи да го купат лице в лице. За символична цена од 100 денари. Не се лажам, таа е таа цена, Маја. Таа е таа цена и да ги поттикнат и поддржат не само личните продавачи, туку и понатамошното работење на тимот на лице в лице. Ти благодарам. Така.